Председателот Барак Обама предупреди дека Соединетите држави нема да бидат во можност да го избришат тероризмот со зголемување на војната моќ, како што тврди неговиот наследник Доналд Трамп. Во говорот за контратероризмот, Барак Обама оцени дека и покрај тоа што неговата администрација ја обезглави терористичката мрежа Ал-Каеда и ја направи, како што рече, сенка од она што некогаш била, и ги натера на дефанзива милитантите на Исламската држава, тероризмот ќе остане закана за Соединетите држави во наредните години. So rather than offer false promises that we can eliminate terrorism by dropping more bombs or deploying more and more troops or fencing ourselves off from the rest of the world, we have to take a long view of the terrorist threat, and we have to pursue a smart strategy that can be sustained. Обама оцени дека терористите не представуваат екзистенцијална закана за Соединетите држави, но бидејќи милитантите се инфилтрирале во многу земји надвор од Блискиот Исток и добиваат симпатии на Запад, битката против нив најверојатно нема да заврши со јасно дефинирана победа. За време на изборната кампања Трамп тврдеше дека Обама и демократскиот председателски кандидат Хилари Клинтон биле соосновачи на милитантната група Исламска држава, обвинувајќи ги за тоа што оставиле вакуум простор откако американските сили се повлекоа од Ирак во 2013 година. Трамп досега не обелодени како мисли да се справи со екстремистичките групи, но првичните знаци покажуваат дека ќе има повоинствен пристап со оглед на тоа што во тимот за национална безбедност одбра тврдокорни генерали и советници. Обама во говорот во војната база на Флорида изјави дека е важно придржувањето до американските закони и вредности и да не се користат заканите од терористички напади како оправдување за злоупотреби и верски тестови на емигранти. The whole objective of these terrorists is to scare us into changing the nature of who we are and our democracy. Обама оцени дека пристапот на неговата администрација да им даде поддршка на локалните партнери и да не се преземаат масовни инвазии бил ефикасен и придонесел во поразот на Ал-Каеда и во враќањето на територијата во Ирак што претходно имала Исламската држава. Од друга страна, критичарите, меѓу нив и Трамп, велат дека не успеа пристапот на Обама во Сирија, каде што прикриената американска поддршка на неколку бунтовнички групи ниту го отстрани режимот на сирискиот председател Башар ал-Асад, ниту значително ги запре милитантите на Исламската држава во таа земја.